Бизнисмените задоволни што ќе добијат 250 милиони евра поволни кредити обезбедени од економската рамка за соработка со Унгарија. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески вели, парите со камата од само 3,25% ќе му помогнат на бизнисот, но и дека државата треба да почне да размислува за намалување на парафискалните давачки и општо подобрување на бизнис климата. Ние ќе бараме да средства кои што по тие услови се за нас прифатливи, да го поддржат бизнисот. Второто прашање е да се најде начин со кој што капиталните инвестиции нема да можат без согласност на бизнис заедницата да се пренаменува во социјални трансфери на крајот на годината. Третото прашање е, ако се прави ревизија на договорот со Бехтел и Енка, да се вклучат што повеќе македонски компании во неговата реализација. За бизнис секторот е позитивно што капиталните инвестиции не се кратат значително со ребалансот на буџетот, како што тоа беше пракса во минатото. Тие се надеваат дека ќе добијат што е можно повеќе работа за изградба на патишта, пруги и друга инфраструктура, затоа што бројките во градежниот сектор во првата година се поразителни. Зголемување на извозот, преку зголемување на конкурентноста и продуктивноста се единственото нешто што може да доведе до напредок на држава. Сите треба малку да поработиме на тоа, да се намалат трошењата и со тоа се намалат цените, да бидат конкурентни тие производи. Затоа што тие пари што ние ги имаме земено досега, некој треба да ги враќа. А министерката рече дека ќе си одат младите и ако им понудиш пари што се помалци од таму кај што одат. Така да тука патриотизам и љубов нема. Има интерес и никој не може да задржи никога. Ние ќе ги задржиме ако створиме услови подобри од таму каде што одат. Според Азески, клучно е да се задржи работната сила, но и да се зголеми продуктивноста и извозот. Меѓу другото, првиот човек на комората кажа дека одлуката за недела неработен ден ги носи во ќорсокак собствениците и побара владата да ја преиспита оваа одлука.